Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски, а еве што со колешката Маја Перовска ви подготвивме за ова издание. Мицковски на регионален самит во Тирана. Остануваме ориентирани кон Европската Унија. Обилните дождови направија штети, поплавени домови, блокирани патишта, аларм на Центарот за управување со кризи. Уставниот суд удри по пензиите. Кацарска предложи, колегите прифатија да го оценат последното линеарно покачување од 2000 денари. Во Брисел има иницијатива за деблокада. Реалноста е дека Бугарија не блокира. Инспекторите удрија по црниот пазар, запленети 300 пакувања со тутун. Фирми во 5 градови шверцувале производи без акцизна маркичка. Новите министри ќе бидат познати следната недела. Владата во вторник ќе избере повереници за 4 општини. А на самиот почеток ми представува големо задоволство со вас да ја споделам следната вест. На 18 ноември во Домот на културата Илјо Антески Смок во Тетово беа доделени градските награди 19 ноември. Покрај трите награди за животно дело доделени на Панче Васовски Камџик, поскумно, на Гојко Ефтовски и на Јован Спасеновски Джагула, беа доделени награди 19 ноември на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец, на Матеј Печеновиќ и Никола Трпевски. Признание 19 ноември за долгогодишен придонес во општествениот развој преку јавното информирање, анимирање и едуцирање ја доби Канал Плюс Форте, партнерското радио на црковното радио Детройт. Еве го образложението за добиеното признание. Многу е тешко да се запомнат годините, особено ако тоа не е јака страна некому. Сега низ овој историски времеплов на години се лоцираме некаде 1993 година, сега веќе далечна, се формира еден од првите 5 приватни медиуми во државата, на прагот на обновената самостојност. Тогаш се формира и првото приватно радио во нашиот град и во нашиот регион, но во Тетово таа година, на тој 8 март, не се формира само медиум и не се формира само радио. Времето што подоцна доаѓа, бурите кои што ги преживува, придонесот кој го дава на овој град, во Тетово се формира општествен феномен, се формира јавен простор, кој не секогаш е на еднаков начин пополнет. Таму секогаш се наоѓа тоа што му е неопходно на градот. Кога е тоа информација, таму има информација. Кога е анимација, таму има анимација. Ни треба забава, таму има и забава. Ни треба охрабрување, а тоа често ни треба. Таму има охрабрување. Ни треба пркос, таму се мотивира пркосот. Предводен од искуството и мудроста на основачот, бранот на 102,3 FM во водите на новинарството привлече бројни имиња, новинари, сниматели, камермани, кои ден денес се во овие води. Радиото стана ехо на градот, свртилиште на живење и му даде толку многу градот, повеќе од што градот беше свесен дека добива. 19 ноември за придонес во општествениот развој преку јавното информирање, анимирање и едуцирање на Плюс Форте радио. Се доделува највисоко признание 19 ноември за долгогодишен придонес во општествениот развој преку јавното информирање, анимирање и едуцирање на Плюс Форте радио. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле шарено. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле медено.
si legna pod mesečina, duša me voli samo dalečina. Ej, teško je sam bez tebe. Ej, teško je, duša boli sam bez tebe. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno. Mlada si lična, ama bez pesme, a jaz po svetu otvaram verige. Ej, teško je sam bez tebe. Ej, teško je, duša boli sam bez tebe. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno. Rakija pijam со другарите, а љубов тече низ дамарите. Ей, тешко е сам без тебе. Ей, тешко е, душа боли сам без тебе. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство.
Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Kad si odiš mare, se za mene stvoriš. Ne sum bil za tebe, jalo da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi daj, ja da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi daj, ja da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Kad si odiš mare, so drugarki zvoriš. Ne sum bil za tebe, ja vol da me zeme. Pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi daj, ja da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi daj, ja da te ljubam. Daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Da te ljubam, daj mi daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare, koliko pari vreda. Daj mi daj, ja da te imam. Daj mi
da te ljubam. Daj mi, daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Владата не размислува за нов коалициски партнер и очекува поддршка од сите во парламентот за реформските закони, истакна премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарски прашања по посетата на Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје. Тој не гледа причина пратениците во парламентот да не поддржат реформски закони и смета дека не треба да има оценување и политиканство. Навистина не ја гледам причината зошто ако е нешто реформско и добро, нели сите сме за Европа, тогаш треба сите да поддржиме реформски закон кој што го поддржала Европската комисија. Доколку владиното мнозинство носи закони кои што се антиевропски, антиреформски, етноцентрични, тогаш би ја прифатил таа теза. Во ред, затоа е латката Бадентер да се спречи ваквото однесување на владата. Новаа влада се однесува космополитски, се труди да биде влада на сите граѓани, доколку пред пратениците се најде реформски закон поддржан од Венецијанската комисија, поддржан од Европската комисија. Не гледам зошто пратениците кои што полне име устата со Европа сакаме да бидеме, да не ја поддржат, рече Мицкоски. Во однос на прашањето за влез на алијанса на албанците во владата, тој посочи дека нема такво размислување, односно оти актуелната влада има историски високо мнозинство во парламентот во Тритинско. Премиерот посочи дека имињата на новите министри од вреди ќе бидат познати на почетокот од следната недела. Мислам на почеток на следната недела се ќе се знае. На почетокот на следната недела ќе ги поднесеме, изјави Мицкоски, нагласувајќи дека имаат план на активности што планираат да ги прават натрепартиски и потоа со институциите чекор по чекор. За изборот на повереници за општините во кои немаше консензус за избор на градоначалник, Мицкоски посочи дека ќе бидат соопштени во вторник на владина седница. Свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ми е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците. Свири гајдачи, турне
Уставната судика Добрила Кацарска предложи, а Уставниот суд прифати да поведе постапка за законот со кој пензиите беа линеарно покачени за 2000 денари, донесен во јули 2025 година. Со овој закон е предвидено за септември пензионерите да добијат покачување од 1000 денари и од март 2026 година уште по 1000 денари. Според судот, со линеарното покачување на пензиите е направена дискриминација, односно дискриминирани се пензионерите со високи пензии кои би зеле повеќе пари со усогласување на пензиите според трошоците, отколку со линеарното зголемување со иста сума за сите. Постапувајќи по овој предмет на предлог на судијата известител Добрила Кацарска, судот одлучи по сопствена иницијатива да поведе постапка за член 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Станува збор за одредба со која се зголемуваат пензиите, во јавноста познато како линеарно зголемување, со оспорениот член 2 правото на редовно месечно усогласување на пензиите со пресметки направени врз основа на порастот на платите и трошоците на живот е заменето со линеарна распределба на вкупниот износ на пари за сите пензионери подеднакво, без оглед на стекнатата и остварената висина на пензијата, стажот и на уплатениот придонес, соопшти Уставниот суд. Судот, се додава во соопштението, го имаше предвид фактот дека усогласувањето на пензиите е право на осигуреникот, што му гарантира социјална сигурност во рамките на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, со што се остварува и уставната гаранција за социјална сигурност на граѓаните. Уставниот суд во оваа фаза од постапката изрази сомнеж дека со оспорениот член 2 се нарушени уставните принципи за социјална праведност, еднаквост на граѓаните, како и правната сигурност и легитимните очекувања како правни принципи. Имено се постави прашањето дали оспорената одредба продуцира дискриминација по основ на износот на пензија и нееднаквост помеѓу примателите на пензии, односно оние пензионери кои имале подолг работен стаж, повисоки уплати во пензискиот систем и повисока основица, добиваат помало зголемување на пензиите наспроти пензионерите со пониските пензии, соопшти Уставниот суд. Пензијата е стекнато имотно индивидуално право, додава судот. I da ljubav mi da gleda
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Gorica iz druga, Gevgelijsko pole, Durdo Soluna. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Обилните врнежи што го зафатија регионот во последното деноноќие предизвикаа нагли покачувања на водостоите, излевања на реки и повеќе интервенции низ државата, информира Центарот за управување со кризи. Според првичните податоци, најсериозна е ситуацијата во Битолскиот и Преспанскиот регион, каде што неколку реки ги напуштиле своите корита, а водата влегла во куќи и стопански објекти. Имено реката Шемница се излеала кај селото Лера и поплавила една куќа и штали. Во општина Новаци е прекинат пак патот кон рудникот Брод Гнеотино поради надојдена вода од Црна река. Во Преспанскиот регион во селата Царев двор и Дрмени има поплавени домови поради излевања на локалните реки. Постојат индиции дека голема река исто така може да го напушти своето корито. Во Охридскиот регион водостоите се значително покачени со повеќе излевање и ризик за поплави. Интервенции се изведуваат во Косел, Опеница и кај Скребатска река. Забележан е и висок водостој на реката Сатеска, зашто е издадена препорака за зголемено внимание. Во Струмичкиот регион нема пријавено штети, но има одрони на патниот правец Струмица-Валандово. Во Скопскиот регион нивото на реките е покачено, но засега нема излевања. Велешки регион евидентирани се одрони и паднато дрво на два патни правци. Вардар е со многу висок водостој и можно излевање кај автобуската станица. Во Кумановски регион нема излевања, а се чистат наноси кај селото Коинце. Во Кратовскиот и Тетовскиот регион регистрирани се зголемени водостои, но без пријавени штети. На патниот правец Страцин Пробиштип е исчистен одрон. Директорот на Центарот за управување со кризи Мухамед Али порача граѓаните да избегнуваат движење покрај реки, мостови и поплавени подрачја и да ги следат насоките на службите. Право ми оди в Битола, Битола кај Валијата. Право ми оди в Битола, Битола кај Валијата. Seli me fenedi, vali obreseli me fenedi. Mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče. Mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče. Naljutil se Selim Efendi, javna si konja Dorija. Sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni.
mogilče, mogilče, i slezi bre kuće kaursko. Žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam. Žena take ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam. Selim Efendi, valio bre kuće Kasatsko, koža take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam. Koža take ti ja oderam, na plemena ke ja ovesam. Многу е значајно што во Европската Унија постои сериозен импетус за проширување кон целиот регион на Западниот Балкан, изјави за МИА министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на крајот на неговата дводневна работна посета на Брисел. Постојат повеќе иницијативи. Една од тие иницијативи е онаа за гласање со квалификувано мнозинство во Советот, кога се во прашање одредени фази од проширувањето. Факт е дека големо мнозинство од земјите членки и европските институции во целост го делат ставот дека проширувањето треба да биде засновано на принципот на постигнувања, изјави Муцунски. Сепак според него факт е и тоа што ни се случува нам во пристапниот процес со години наназад, па затоа охрабрување представуваат пораките при презентацијата на извештајот по стратегијата за проширувањето на ЕУ, дека билатералните прашања не смеат да се користат како лост за блокирање на процесот на пристапување на земјите кандидати за членство. Тоа е нешто што не радува, но ние исто така треба да сме свесни за реалноста што постои, а тоа е фактот дека се уште сме блокирани од страна на една земја членка во отпочнувањето на преговорите. Истовремено факт е дека треба да ја вложиме сета наша енергија врз основа на добра верба и да имаме насоченост кон изнаоѓање решенија за сите предизвици, но секако ќе го повторам и тоа што е конзистентен став на владата повеќе месеци, дека решенијата на билатералните предизвици никако да не бидат решавани така што ќе задираат или ќе ги доведат во прашање македонскиот идентитет, јазик и културна посебност, истакна Муцунски. Во врска со најавата на Атина за нејзина иницијатива за европската перспектива на земјите од Западниот Балкан, Муцунски рече дека верува и Грција ќе остане еден од нашите поддржувачи на патот за полноправно членство во ЕУ, бидејќи нашето интегрирање во Унијата покрај во наш е и во нивен интерес на нашите соседи кои се членки на блокот. Нашите билатерални односи со Грција се развиваат во позитивен правец во последните година дена. Се работи на многу опипливи проекти кои што носат бенефит за нашите граѓани и бизнис заедницата. Тука примарно мислам на коридорот 10 и на интерконекторот што е во изградба и се изведува во моментов, рече шефот на дипломатијата. Тој додаде дека пред околу една недела присуствувал на средба организирана од стопанските комори на двете држави, на која биле упатени позитивни сигнали во делот на деловната и трговската соработка. Друшките ти носеја, моме, друшките ти носеја.
Друшките ти носеја моме, ама не мириса. Друшките ти носеја моме, ама не мириса. Стојам пред порти, моме, цел ден стојам пред порти. Цел ден стојам пред порти, моме, пушка држам во раце. Пушка држам во раце, моме, да убијам татко ти. Татко ти, моме, да убијам татко ти. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Жал ми падна за тебе, моме, ке останеш сираче. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Државниот пазарен инспекторат на ден 17.11.2025 година и 18.11.2025 година изврши инспекцијски надзори на територија на градовите Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево и Струга кај 23 правни субјекти кои вршат трговија на мало со тутун и производи од тутун.
При извршените инспекциски надзори кај 16 правни субјекти затекнати се количини на тутунски производи за кои правните субјекти не поседуваат документи за набавка од добавувач и ги немаат потребните ознаки акцизни марки. Согласно законските надлежности, затекнатите производи во количина од над 3000 пакувања во вредност од над 1.000.000 денари се привремено одземени и предадени во Агенцијата за управување со одземен имот на Република Македонија. За констатираните прекршоци, Државниот пазарен инспекторат, постапувајќи согласно законските надлежности, издаде прекршочни платни налози. Државниот пазарен инспекторат за констатираните неправилности достави известување до другите надлежни институции, Царинската управа и Министерството за внатрешни работи за нивно понатамошно постапување. Државниот пазарен инспекторат ќе продолжи со спроведување на инспекциските надзори со цел утврдување и санкционирање на нелегалната трговија на територија на Република Македонија согласно законските надлежности. Акцијата е дел од посветеноста на Државниот пазарен инспекторат за борба против корупцијата и криминалот.
Председателот на владата Христијан Мицкоски присуствува на самитот Нашиот пат кон ЕУ, кој се одржува во Тирана, Албанија. Како што напиша премиерот, овој собир представува значајна прилика за продлабочување на диалогот и зајакнување на заедничките напори на земјите од Западен Балкан во процесот на приближување кон Европската Унија. Нашата земја останува решително ориентирана кон европските интеграции и регионалната соработка, кои се клучни столбови на нашата заедничка визија за просперитетен Западен Балкан, порача Мицкоски. Самитот во Тирана се смета за платформа за размена на искуства, јакнење на соработката и координирање на заедничките политики на патот кон Европската Унија, со цел унапредување на економската, политичката и безбедносната стабилност во регионот. Во предлог буџетот за идната година предвидени се повеќе од 112 милиони денари за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип, се наведува во соопштението од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Македонија инвестира во здравјето и благосостојбата на своите граѓани, вели пратеничката Моника Трајанова од ВМРО ДПМНЕ во интегралната изјава. 15 милиони денари за болница во Кичево, како и скоро 370 милиони за генерална реконструкција и доградба на јавно здравствените установи низ Македонија.
Македонија. Недвосмислен чекор напред кон подобро, современо и ефикасно здравство за секого. Паралелно се продолжува со систематско финансирање на јавните здравствени установи, како и на голем број целни програми, меѓу кои за лекување на ретки болести 1,08 милиарди денари, обезбедување инсулин за пациенти 860 милиони денари, превентивните програми за туберкулоза се зголемуваат за 2,5 милиони денари, додека пак програмата за крводарителство расте и е зголемена за 2 милиони денари. Посветеноста на владата кон здравието на секој еден е јасна и недвосмислена. Идната 2026 година граѓаните добиваат повеќе, а системот станува одржлив. Буџетот обезбедува континуитет на најважните здравствени програми, подобри услови за здравствените работници, поддршка за најранливите со повеќе средства во клучните програми, како и многу други позитивни придобивки, се вели во интегралното соопштение. Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио.
Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и нејзините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ќе ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кој може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполниш желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ајде да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна? Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја.
и бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека нејзината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ке ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречи ни, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под нејзините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, минус 100 степени. Леле, мајчице, ке замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме? Ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист, очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент, кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: Мама, 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 мама. Од првин Женја се израдувала, но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор со качињата:
двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала Женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча Женја по скалите, а по неа играчки. Се качила Женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напреј круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала Женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ќе посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павли. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, Женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па Женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја, ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И Женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла Женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот. Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеб своето волшебно цветче. Погледни.
Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.